IT индустријата е во континуиран пораст, меѓутоа она што е значајно и забележливо тоа што новите мобилни апликации веќе не се тренд, туку потреба. На оваа тема денеска разговараме со Бојан Бајќ од Инфинум Хрватска и Ѓорги Ќосев, директор на Инфинум Македонија. Добро утро за двајцата и добро дојдовте во утренски брифинг. За почеток, Бојан, ќе започнеме од вас. Би ве прашала зошто според вас IT индустријата е постојано во пораст и што е тоа што најмногу им е неопходно на граѓаните? Kao prvo, dobro jutro svim vašim gledateljicama i gledateljima. IT industrija je u porastu i mi kao kompanija nudimo usluge osmišljavanja, dizajniranja, programiranja i lansiranja digitalnih proizvoda, znači to je cijeli paket. I u biti svi proizvodi na kojima mi radimo su različiti, tako da svaki ima neke svoje specifičnosti. Tipa mi radimo na financijskim proizvodima da možete gledati svoje financije na telefonu ili da možete otključati svoj auto preko sata, tako da u biti svaki proizvod zahtijeva neku svoju uslugu i svoje ekspertize. Така би ве прашала, еве може и Ѓорги да ни се приклучи во разговорот, колку се неопходни ваквите начини на живот и колку граѓани се навикнуваат да ги употребуваат во секојдневието? Па да, со самата дигитализација која што очигледно се случува не само во светот, него и во Македонија, потребата за користење на ваков тип на продукти е се поголема, значи буквално луѓето користат мобилни апликации за гледање на своите финансии, плаќање на сметки, консултација со лекар, така да дефинитивно потребата станува се поголема од таков тип на продукти. А од друга страна би ве прашала и за кадарот, колку имаме ние квалитетни луѓе и квалитетен кадар тука и можеме ли рамо до рамо да застанеме со соседните земји, западноевропските земји? Така. Па, генерално, ако направам споредба со 2008 година, кога јас влегов во IT индустријата, мислам дека имаме доста напреднато и мислам дека Македонија, односно македонскиот IT сектор влегува во некоја фаза која што е доста зрела. Имаме доста технички факултети кои што ствараат одлични кадри, од друга страна имаме фирми, македонски фирми, странски фирми, кои што секоја со себе носи позитивни работи за IT индустријата кај нас. Ние како Инфинум со две иницијативи, значи Инфинум Академијата, сакаме да помогнеме на младите луѓе да навлезат во програмирањето, односно да се едуцираат во таа област, а од друга страна со Инфинум Talks, односно Инфинум разговорите, тоа е настан кој што денеска го организираме во Скопје. Сакаме да учествуваме во дискусија, во споделување на знаење и во споделување на знаење со поискусните, да речеме, колеги од другите компании во Македонија. И сега кога веќе ја споменавте академијата, би сакала да се надоврзам уште малку на истата тема. Има ли критериум кој се може да биде дел од оваа академија со оглед на тоа што е бесплатна, па претпоставувам дека ќе има селекција некаква? Така, да, значи Инфинум Академијата се одржува за прв пат кај нас. Ќе трае еден месец и ќе биде во текот на јули. Веќе имаме избрано 25 студенти кои што ќе одат низ програмата. Очекуваме дека дел, односно најдобрите од нив ќе бидат поканети да се вработат во Инфинум, а од друга страна секако другите студенти кои што нема да добијат вработување во Инфинум ќе се здобијат со искуство и знаење да можат да аплицираат во други компании во Македонија. Така, а тоа е сигурно голема придобивка за еден млад човек. Бојан, ви биве вклучила повторно во разговорот, кој е трендот во светски рамки кога станува збор за IT секторот и од друга страна работите ли за некои познати компании, затоа што често пати луѓето кога ќе слушнат звучни имиња, веднаш веќе ја ставаат тука на цена и самата компанија. Pa u biti slušajte, mi radimo za poznate svjetske brendove, tako da se naši proizvodi mogu pronaći, ne znam, na raznim aerodromima, na raznim kruzerima i u biti neki trendovi koji idu je vrhunsko korisničko iskustvo, sigurnost i u biti ljudi sve više imaju potrebe za korištenje digitalnih proizvoda kako bi mogli u biti efikasniji u tome što rade, kako bi mogli biti bolji i u biti mi omogućavamo tu uslugu na način da stvaramo timove koji zajedno surađuju, koji su multidisciplinarni timovi i mislim da je to najveća stavka koju mi možemo pridonijeti, to da u biti radimo holističko jedno iskustvo gdje se tehnologija koristi kako bi mi mogli pomoći biznisima da ostvare svoje ciljeve i kako bi mogli pomoći ljudima da budu bolji u tome što rade.
Би сакала тука да го опфатиме и оној момент можеби што би ги интересирал нашите гледачи. IT секторот е многу популарен, тоа го кажавме, буквално на секој пазар во секоја држава, меѓутоа имате ли потреба од нови кадри? Верувам дека дел од нашите гледачи кои што ќе го гледаат овој разговор па ќе се заинтересираат и за тој дел. Да, така е. Ние сме константно во потрага по нови кадри, вработуваме луѓе од различни области од IT индустријата, пред се програмери, а потоа и дизајнери, инженери за проверка на квалитет, проектни менаџери и слично. Дефинитивно, значи во следниот период имаме сериозни планови, планираме моменталниот тим да го зголемиме за уште 100 нови колеги, од кои 20 до 25 во текот на оваа година, како што кажав, до 2024 уште околу 100 нови колеги. Така, тоа е добра вест за нашите гледачи кои што се занимаваат со оваа професија, па можеби би го сменили работното место секако, нели, доколку најдат интерес. И само уште едно прашање пред крајот, што мислите, има ли се уште добра иднина во овој IT сектор, затоа што знаеме дека понекогаш 10 на 15 години е максимумот, а потоа никако се пласнува интересот. Мислите ли дека тоа ќе биде и со IT секторот? Апсолутно, мислам дека IT секторот има прекрасна иднина. Тоа што би го препорачал можеби на младите е да не престануваат да се едуцираат. IT индустријата е доста захтевна, доста динамична. Некои вештини кои што ги научиле можеби пред 1 или 2 години веќе се застарени и тоа значи дека треба континуирано да инвестираат во сопствените знаења, да ги надоградуваат и нормално да учат нови вештини. Така да сите кои што се заинтересирани исто така ги покануваме да не следат и да ја следат Infinum Академијата, бидејќи тоа планираме да стане традиција во Македонија, односно ќе се одржуваат 3 пати секоја година. Бојан и Ѓорги, јас ви благодарам што денеска бевте дел од нашата утринска програма. Се надевам дека овие информации кои што ги споделивме со нашите гледачи беа од корист за нив и ви посакувам успешна работа. Благодариме на поканата. А почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието со кое што го проследивте овој разговор. Следуваат останатите содржини во утрински брифинг.